Боки 13 Катица Јанева и Зоки Кичец добија казна затвор, ама парите од Луи Витон торбата уште ги нема. Пари спакувани во снопчиња, ставени во луксузна торба, покриени со модни магазини, беа изнесени од куќата на Јордан Камчев. Парите ги нема, а ја нема ни торбата. Обвинителката за гонење на организиран криминал и корупција Русковска вели парите биле однесени во домот на родителите на Боки 13, а торбата не знае каде е. Парите и сликата од парите, значи на едно, можам да кажам, сако, така наредени и сликани. И според кога го се вршеше вештачење на телефонот на Боки, според локацијата точно се утврди дека е во домот на неговите родители. Или според GPS локацијата на телефонот која ја прави снимката. Така да апсолутно имам докази дека од кога се земени парите завршиле во домот на родителите на Бојан Јовановски. Според обвинителката, парите од домот на Камчев биле однесени во семејната куќа на Јовановски. А каде се сега? Дали се потрошени? И како се потрошени? Одговор нема. Ги нема ни парите од случајот Меѓународен сојуз. Пари дадени од бизнисмени. Русковска вели, нема информација каде се тие пари, ама претпоставува. После тоа си го реновира живеалиштето со многу скап мебел, со многу скапи уметнички слики. За гардеробата веќе да не разговараме, знаеме сите. Вие самите знаете колку чини месечно една телевизија. Тоа е негде 70-80 илјади евра, се тоа месечно. Така да парите се, можда не сите, ама добар дел се тука потрошени. Боки 13 на судењето рекет рече парите рекетирани во Македонија да се бараат кај власта, односно кај лица кои раководат со владата и нивните семејства. Но Русковска вели немало докази за такво нешто. Не се отвори посебна истрага за ова обвинување на веќе осудениот Јовановски, но врз база на слични сведоштва од обвинети се изгради целиот случај за 27 април.